Украинскиот председател Петро Порошенко во интервју за германскиот весник Билд изјави дека не се плаши од руските војници. Не сакаме војна, но Русија не почитува никаков договор. Подготвени сме на тотална војна, рече Порошенко, додавајќи дека украинските сили сега биле подобро обучени и од Украина ја има поддршката на целиот свет. Конфликтот во кој од април годинава досега загинале над 4000 луѓе и натаму трае, и покрај договорот за прекин огнот постигнат меѓу двете страни на 5 септември во Минск. Според Порошенко, конфликтот би завршил за 2 недели доколку ова примирие било целосно испочитувано од сепаратистите кои добиваат помош од Русија. Во меѓувреме, германскиот канцелар Ангела Меркел изјави дека Европа ќе ги продолжи економските санкции против Русија колку што е неопходно, за да престане Москва да се меша во кризата во Украина. Russland verletzt die territoriale Integrität und die staatliche Souveränität. Русија на ваков начин го крши територијалниот интегритет и суверенитет на Украина како држава. По хоророт од двете светски војни и крајот на студената војна, ова го доведува под прашалник целиот мировен поредок во Европа. Тоа продолжува бидејќи Русија и натаму ја дестабилизира Украина. Изјави Меркел во австралискиот град Сиднеј, денот како рускиот председател Владимир Путин пред време го напушти самитот на Г20 во Бризбен, а американскиот председател Барак Обама ја обвини Русија за инвазија во Украина. Don't invade other countries or finance proxies. Вие не напаѓате други земји или финансиски застапници, ги поддржувате со разбивање на земјата која има механизми за демократски избори, изјави Обама, кој средбата со неговиот руски колега Путин ја опише како премногу деловна и на која јасно му ставил до знаење дека Русија ќе остане изолирана доколку ја продолжи поддршката на сепаратистите во Украина. Претходно британскиот премиер Дејвид Камерон предупреди на можен нов замрзан конфликт во Европа. Пред предвременото заминување од Бризбен, Путин изјави дека е можно решение на кризата. Ситуација в целом, на мој взгляд, имеет хорошие перспективи к урегулированию. Денес ситуацијата според мене има добри шанси за решавање без оглед колку можеби тоа чудно звучи. Но известни структури се етаблирани на двете страни кои можат подобро да се справат со задачите, имајќи ги предвид интересите на луѓето кои живеат во цела Украина, вклучувајќи го и нејзиниот југоисток, рече Путин пред заминувањето од Бризбен, додавајќи дека Русија не трпи многу од санкциите. Неколку западни држави најавија можни нови санкции врз Русија доколку не ги повлече силите и оружјето од Украина. Русија отфрла секаква инволвираност во украинскиот конфликт.